Државниот завод за статистика има обврска да формира координативно тело што ќе се грижи за целиот статистички систем. Ваква препорака е дадена при партнерското оценување со Евростат за тоа колку статистичкиот систем во земјава ги следи европските стандарди. Формирањето на координативното тело повлекува и промена на Законот за државна статистика. Дел од институциите кои што се вклучени во статистичкиот систем се уште ги нема достигнато тие стандарди кои што ги бара кодот на добра пракса и е наша обврска да тоа го постигнеме. Од тука и несаметно потребата од формирањето на тоа координативно тело, каде што би членувале врневите луѓе од сите институции кои што се дел од тој систем и каде што ќе се координираат сите тие активности пред се и се во насока на постигнување тие стандарди. Тоа треба да биде во текот на 2018 година. Тоа ќе подразбира измени во законот кои што ќе следат во овој период. Државниот завод за статистика денеска во Велес одржа завршна работилница по неколкуте одржани од мај годинава. На истата се разговараше и за новата 5-годишна програма за работа која допрва треба да се усвои, а се однесува на периодот 2018-2022 година. Земјава има обврска како членка на Обединетите нации да формира и стратегија за целите што треба да се постигнат и да се утврди обезбедувањето индикатори за нивно остварување. Она што нам како обврска како држава е да направиме наша собствена платформа, собствена стратегија кои да ги поставиме тие цели, и нам како статистика, како статистички систем да обезбедиме индикатори со кои што ќе се следат остварувањето на тие цели. Таква стратегија постои, меѓутоа бара ревизија. Системот на одржани работилници, Државниот завод за статистика ги реализира во соработка со Канцеларијата на Обединетите нации и платформата за справување со сиромаштија.